Деновиве се случи една нова голема провокација на Храмската гора во Ерусалим, а тоа е повторно контроверзниот израелски министер за внатрешни работи Бен Гвир, под заштита на цел еден одред израелска полиција и спротивно на сите законски норми, провалил на територијата на комплексот на џамијата Ал-Акса, значи на храмовната гора, каде што тој и израелските полицајци се молеле, вели извештајот. Значи, замислите, одред полиција провалува на место кое што се смета за муслиманска, за собственост и во владение на муслиманите, за да тој, министерот за внатрешни и неговите полицајци таму се молат. И не само тоа, туку истиот овој министер Бен Гвир дал изјава во која што вели: мораме да го изградиме третиот храм. Значи, работите се вжештуваат на Блискиот Исток. А сега, како мал вовед во самата проповед, неделава голема прашина крена контроверзниот независниот американски новинар Такер Карлсон, кој што ни малку ни повеќе даде една неверојатна изјава, неверојатна за да се слушне во медиумскиот простор, со која што не подсети дека живееме во апокалиптична деценија. Малку да заспиеме, во духовен смисол, малку да помислиме дека повторно живееме во некои нормални времиња, веднаш ќе се случи нешто што ќе не разбуди на штрек и ќе не подсети дека живееме во апокалиптична деценија, почнувајќи со ковидот. Можеби, и тоа е големо можеби последната деценија од овој свет. Такер Карлсон изјавил ни малку ни повеќе дека американската влада ја контролираат надприродни битија и надприродни сили. Ништо ново за нас, се разбира. За нас библијашите, како што би рекле браќата од Шутка. Меѓутоа, кога последен пат сте слушнале вест со ваква содржина? Кога последен пат надприродните битија и надприродните сили биле споменати во медиумскиот простор? Замислете, не така одамна, ајде ние што се сеќаваме на Југославија да не збориме, тоа беше како пред нашата ера. Но и во така нареченава демократија не беше така одамна кога вакви работи не се слушаа на вести. Да кажеш дека американската влада е под контрола и дека со неја управуваат вонземјаните, или тој дури не го употреби тој збор, а вонземјаните нешто почесто се вртат на вести откако е Трамп повторно на власт и непосредно пред тоа, туку вели надприродни сили и надприродни битија. Ние знаеме кои се тие сили и кои се тие битија, но ова негова изјава повлече доста реакции, кои што нема да ги читам сите. Оно што посебно би сакал да го споменам е прво изјавата
на никој друг, туку Трамповиот заменик, американскиот подпредседател Джеймс Дейвид Венс, кој што изјавил дека е опседнат со темата за неидентификуваните летечки објекти, НЛО. Вели, опседнат сум со целата оваа тема околу НЛО-ите, неидентификуваните летечки објекти. Што всушност се случува? Не можам да сватам. Американскиот подпредседател не може да свати зошто се актуализира последниве години толку многу темата за вонземјаните и нивните објекти. Јас би рекол, па не може да сватиш бидејќи си партиски министер. Толку можеш да сватиш. Да имаше малку повисока интелигенција, например библијашка интелигенција, немаше да бидеш министер, немаше да бидеш подпредседател, немаше да бидеш во власта, бидејќи на олигархијата премногу интелигентен не си и потребен. На олигархијата им требаат малку така подпросечна интелигенција на министри за да се наоѓаат на власт. А што мислите вие? Зошто се актуализира ова прашање? Дали ова случајно? Уште зимос, кога се сеќавате, неидентификувани објекти над Нью Джерси, уште пред да се врати Трамп на власт, официјално. Неколку години порано имавме изјава, официјална службена изјава на американската влада, каде што декласифицира дел од дотогаш доверливите материјали и документи во врска со неидентификуваните летечки објекти и можните посетители од други светови. А сега еве повторно се подгрева оваа тема, особено со нешто што со децении наназад се зборуваше само во круговите на теоретичарите на заговор, значи во конспиролошки кругови, и вака помеѓу нас библијашиве. Сега јавно американската влада е под контрола, значи под управа на надприродни битија, на надприродна интелигенција. Вау! Кои се тие? Библијата ни кажува кој е Богот на овој свет и кои се неговите министри. Јас ги нарекував ѓаволите за време на ковидот и сето тоа што тогаш се случуваше пред 4-5 години. Интересно е што во врска со оваа изјава, која што крена многу прашина, повторно ги разгори сите поранешни теории на заговор, кои што сега не се теории, току потврдени. Знаете, денес се постави едно интересно прашање. На интернет се поставува прашање, се бара теорија на заговор, бидејќи сите што до сега беа посочени како такви се исполнија. Дали постои некоја нова теорија на заговор? Темата за вонземјаните, надприродните интелигенции, надприродните или посетители од други светови, се разбира многу стара. Некој ќе рече дека целата приказна започнува во државата Нью Мексико
местото Розвел 1947 година, но тоа не е точно. Темата за воземјаните постоеше и пред тоа, во времето на нацистите, на Хитлер, неговата армија и дури пред почетокот на војната. Тоа е логично, затоа што демоните се одамна присутни во овој свет. И одамна владеат и управуваат со овој свет. Интересно е што има изјавено, ова е сега постара информација, но не беше објавувана и не беше многу позната. Една жена, научник по име доктор Керол Розин, која што работела како помошничка на Вернер фон Браун од 1974 до 1977 година. Во тој период била негова помошничка. Има потреба да кажам кој бил Вернер фон Браун? Првиот човек на американската вселенска програма, кој што ги развиваше ракетите и за одење до месечината и воопшто, а кој што беше Хитлеров миленик, германец по потекло, првиот конструктор, уште на 24 годишна возраст, тој ги конструираше првите далекометни германски ракети под називот V2, со кој што нацистите ги бомбардираа Лондон и другите англиски градови во тоа време, за време на војната. По војната, како еден куп, цела тајфа нацистички стручњаци, заробени од американците, беа поставени на клучни водечки позиции и во НАСА, и во ЦИА, и секаде, за да сега во нова улога продолжат со развивање на своите таленти и капацитети, но во полза, се разбира, на американската држава и американската војска. Керол Розин, оваа негова помошничка, сведочи што и кажал неизе Вернер фон Браун непосредно пред да умре, пред да почине. И го кажал следно. Од сите работи кои што ми ги кажал, најинтересна идеја за мене беше, за сите 4 години додека работев со него, беше стратегијата која што Вернер фон Браун ми ја откри за тоа како се манипулира со целото човечко општество од страна на оние кои што ги носат клучните одлуки од позиција на власт. За каква стратегија станува збор? Оваа стратегија се состои од 3 чекора или 3 фази. Бидејќи ова било кажано 70-тите години, значи во времето кога се уште беше студената војна, Советскиот сојуз и уште долго време потоа. Прво, Вернер фон Браун и рекол на својата помошничка дека во целиот Запад прво треба да се медиумски, значи да се создаде слика дека главни непријатели на човештвото се русите. Се мисли тогаш на Советскиот сојуз. Сега за нас е тоа одамна минато. Но овие работи биле кажани од напред. После русите, значи после Советскиот сојуз, после студената војна,
Следните кои што ќе бидат посочени како непријатели на човештвото ќе бидат терористите, односно тероризмот. Дали ова се оствари? Да. И сега, знаете што кажал под точка број 3? После русите и терористите, што ќе биде следното, следната медиумска бабарога, со која што западната јавност и целата светска јавност ќе биде заплашувана со цел да се постигне некој ефект. Кој ефект? Внимавај, Керол, и рекол Вернер фон Браун, последната карта на оваа манипулација ќе бидат вонземјаните. Значи, додека постоеше студената војна и Советскиот сојуз, големото црвено чудовиште, русите. После Советскиот сојуз шо? Терористите. Сега, дали е завршена ерата на тероризмот и војната против тероризмот, што ја најави уште Џорџ Буш помладиот? Третото ќе бидат вонземјаните. Сега, вонземјаните се опасност против која треба да се бориме. Може би се уште е рано, или веќе живееме во првата фаза, кога треба да очекуваме сега, повеќе и повеќе да се актуализира оваа тема, да се крева уште повеќе прашина, со цел светот сега да се заплашува со што? Значи, светот се заплашуваше со војни, со вируси, епидемии, пандемии, што уште не. И некако тешко се движи работата, не им успева на геволите, не им успеваат некако плановите. Божијата благодат е многу посилна. Не постигнуваат, барем не според временската шема. Сега треба светот да се заплаши со последната карта. Ако досега светот не беше обединет под една светска влада, со сите претходни карти, сега оваа последнава карта треба да го обедини целиот свет под една светска управа и под една светска влада. Тоа е заканата дека на целото човештво и на целиот свет, на целата планета, и се заканува напад или инвазија од вонземјаните, од некоја вонземска цивилизација. Затоа веќе одамна се прават и филмови, што значи светот одамна се програмира да ја прифати таа идеја, дека ни предстои напад од страна на вонземјаните и дека ние, земјаните, што? Треба да се обединиме. Треба да ги надминеме сите меѓусебни разлики, несогласувања, препирки, војни, спорови, и треба да се обединиме под една светска влада, за да се бориме против вонземјаните. Дали ја разбирате манипулацијата? Дали е исклучено да се случат демоните да инсценираат некаков вонземски напад, за да уште повеќе го убедат веќе излажаниот свет со многу лаги досега, дека треба што поскоро да се постигне очекуваното, целта да се обедини целиот свет под една светска влада, под еден светски водач, не е исклучено. Сето ова води кон еден настан, една кулминација, за која што малку зборував и пред 2 години во беседата за
Харам ал-Шариф, кога според големата борба, самиот Сатаната лично, не било кој демон, Сатаната лично ќе се појави во овој свет како што? Ќе се појави во светот како што? Како Исус. И Елена Вајд таму вели, и уште еднаш повторувам, дека тоа ќе биде најголемата измама од сите измами што досега се случувале и се уште во наше време се случуваат. Дали сме подготвени за настаните кои што предстојат, кои што се случуваат? Постои еден друг аспект во врска со темата за вонземјаните и нивните супер технолошки објекти, на многу повисок степен на технологија од досегашната човечка воена технологија. А тоа е дека кога зборуваат за можен напад од страна на некои вонземјани, па заради тоа треба да се обединиме овде во светот, тие можеби навистина мислат на некој што ќе ги нападне. А кој е тој? Тој е Господ Исус Христос. Светот сака да се обедини за војна против кого? Против царот на царевите и господарот на господарите. Што читаме за тоа во Откровението? Еве малку вовед за дојчиновата тема. Откровението, да отвориме во последната книга во Библијата, 16 глава. И ќе почнем да читам од 12 стих па до 16. Да се подсетиме на овие зборови. Од 12 до 16 стих. Ова е значи времето на излевањето на 7 последни зла, кое што е време по завршување на милоста. Се уште не сме таму, но еве проучувајќи и оваа библиска pouка, се подготвуваме. Шестиот ангел ја излеа чашата своја во големата река Еуфрат и пресуши водата нејзина, за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. 13 стих. И видов, што? Јован вели и видов, кога од устата на змевот, од чие уста? Змевот. Кој е змевот во Откровението? Сатаната, 12 глава. И беше фатен големиот змев. Кој е тој? Глава 9 стих. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена. Беше соборена на земјата и заедно со неа и ангелите нејзини беа исфрлени. Беа исфрлени каде? Од каде? Од горе на... Еве кои се вонземјаните. Ако некој досега не знал, сега знае. Кои се вонземјаните? Сатаната и неговите паднати
ангели беа исфрлени на оваа земја. Се враќаме во Откровение 16 глава. И видов, 13 стих, уште еднаш, кога од устата на змевот, кој беше змевот? Сатаната. И од устата на зверот, кој е зверот? Да кажеме општо, антихристот. И од устата на лажниот пророк. Видите, тука имаме три ентитети. Змевот, сатаната. Зверот е првиот звер од 13 глава. Лажниот пророк е вториот звер од 13 глава. Од овие тројца, змевот, зверот и лажниот пророк, од нивната уста, што видел апостол Јован? Како излегуваат три нечисти духа како жаби. Повторно жабите. Жабите од Египет. Слава Бога, ние не сме ниту италијанци, ниту кинези. Некој од вас јаде жаби? Некој од вас пробал жаба за јадење? Ви се јадат жаби? Благо, че познаваш негде ресторан во Милано за жаби? Не. Добре што нема. Какви се жабите според Мојсеевиот закон, чисти или нечисти? Овде се три нечисти духа споредени како жаби. Зошто се споредени како жаби? Што е карактеристично за жабата? Кој орган е најбитен орган за една жаба? Јазикот. Како и за камелеонот, и за некои такви жаболики видови. Овие нечисти духа се наречени ѓаволски духови во 14 стих, кои прават чуда и тие одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна. Која е целта на овие три нечисти духа како жаби? На овие лажливи јазици, измамливи јазици, да го соберат целиот свет, значи да го обединат целиот свет, да ги соберат за што? За војна во оној голем ден. За каква војна? Против Бога Седржителот. Каде што во некои преводи вели на Бога, тоа на е како против. Против кого мислат да се борат? Против оној кој што му се појавил на Исус Навин со исукан меч во Исус Навин 5 глава и му се представил како јас сум водачот на војските господови. И кој ќе се бори против овие? НАТО пактот и БРИКС заедно? Кога Исус Навин ги чул тие зборови, паднал ничком на колена и му се поклонил. И не само што му се поклонил, току што рече, се сеќавате?
Што му заповедаш Господару на својот слуга? Водачот на Израел, јас сум Господе твој роб, јас сум твој слуга. Што му заповедаш ти, Господе, на твојот слуга? Против Христа, војските на целиот овој свет треба да се обединат за да војуваат против Христа, кој што навистина ќе изврши инвазија со сите небесни војски на оваа планета. И таа инвазија е опишена во 19 глава од Откровението. А тука, во 15 стих, Исус вели: ете, јас доаѓам како крадец. Како доаѓа крадецот? Ете, јас доаѓам како крадец. Се сеќавате, зборував за тоа и скоро порано, особено пред 2 години, тоа лето, кога реков Христовото изненадување. Господ е толку добар, што со неговото доаѓање, се сеќавате на оваа мисла од пред 2 години, со своето доаѓање Господ ќе не изненади. Како ќе не изненади? Ќе не изненади така што ќе дојде, тој самиот вели вака: бидете будни, истражете, зашто во оној час кога не се надевате, ќе дојде Синот човечки. И веќе реков и тогаш и сега да повторам. Овие Христови зборови, дека тој ќе дојде ненадејно за нас, за своите следбеници, вели, кога вие не се надевате, тогаш ќе дојдам. Овие зборови се смрт за секоја ерес која што однапред предвидува датуми за неговото доаѓање. Датуми, години, се било што. Христос ти вели, тогаш кога ти не се надеваш, Христос ќе те изненади, значи не може ти однапред да знаеш кога ќе дојде. Ако Христос вели, ќе бидете изненадени, тогаш кога не се надевате, ќе дојде Синот човечки. И веднаш го дополнив тоа со зборовите: Христос ќе дојде порано од нашите очекувања. Христос ќе не изненади. Дали сме спремни да бидеме затекнати или изненадени? Тоа е прашањето. И затоа вели и тука: ете, јас доаѓам како крадец, блажен е оној кој бдее и пази на алиштата своји, за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. Што треба да правиме ние, ако се сметаме себе си и се нарекуваме Христови верници и следбеници? Христос вели, ниту еден од вас не може да знае однапред кога ќе дојдам. Тоа го знае само Отецот, вели. Тогаш кога ќе дојдам, ќе бидете изненадени. Во оној час во кој што не се надевате, ќе дојде Синот човечки. Ќе дојдам како крадец. Дали крадецот доаѓа изненадувачки? Дали крадецот, кога се случи кражба, провала, дали е тоа изненадување за жртвите? Дали тоа е
се случило крадец да ви влезе во куќа? Дали го очекувавте? Дали знаевте однапред која ќе дојде? Дали бевте затекнати? Дали бевте изненадени? Блажен е оној кој бдее. Зошто бдее? Па зашто не знаеш однапред што ќе биде. Дали го знаеш однапред денот на твојата смрт? Блажен е оној кој бдее и пази на својата облека, на лиштата своји. Што е ова? За да не оди гол и да не се гледа срамот негов. Ова во наше време може и буквално се свати, денеска буквално. Луѓето се поголи и поголи во јавност, особено кога е лето. Но, на што се мисли општо? Што е тоа што ни нанесува срам, брука? Што е тоа што не срамоти? Исус вели кој пази на лиштата своји. Сте виделе, може би тоа го има некаде, не дај Боже, сте виделе во некоја црква проповедникот да излезе на катедра по шорцеви. Облечен по шорцеви, по влечки. Кај нас се уште немало така. Дали тоа ќе беше нешто срамно или угледно? Значи, гледате, облеката има врска со тоа дали ќе бидеш осрамотен или ќе бидеш почитуван. Има врска или нема врска? Има и голема врска. Но, општо на што се мисли кога Библијата зборува за облека? Што представува облеката? Христовата праведност. И во 19 глава, каде што читаме за ова инвазија, вонземска инвазија на небесните војски, го читаме и следното. 11 стих, 19 глава. И го видов небото отворено, и ете бел конј, и оној кој јаваше на него се вика верен и вистинит, и тој праведно суди и војува. Веднаш да кажам, ова е визија, ова не е видеоснимка од иднината. Христос нема да јава коњи кога ќе доаѓа. Ова е символична визија, како и секоја во Откровението, како и во книгата на пророкот Даниил. Символични визии. Очите му беа како огнен пламен, на главата имаше многу круни и напишано име кое освен него никој не го знаеше. И беше облечен во облека натопена со крв и со името Слово Божјо. А небесните војски облечени во бел и чист висон, како го вели Константинов ова, лен. А што беше тоа? Во Стариот Завет што беше ленот? Каква облека се правеше од него? Свештеничката облека. Бела, левитската свештеничката облека. Скроз бела. Врвеа по него и тие на бели коњи. Од устата негова излегуваше остар меч за да ги казни со него идолопоклониците. Кои се тие? Царевите од овој свет. Жигосаните грешници од овој свет, кои што ќе се обединат за војна против него.
Тој ќе ги пасе со железен жезол и ќе ја изгази кацата со вино на јароста и гневот на Бога Седржителот. И на облеката и на бедрото негово беше напишано името Цар над царевите и Господар над господарите. Ако се вратиме в 19 глава 6 стих, читаме и чув глас како од многу народ, глас како од многу води и глас како од силни грмотевици, кој велеше Алилуја, зашто се зацари Господ Бог Седржителот. На кого се мисли? На Исус. Господ Бог Седржителот. Да се радуваме и да се веселиме и да му отдадеме слава, бидејќи што дојде свадбата на јагнето и невестата му се приготви. Кој е јагнето? А кој е невестата? 8 стих. На невестата и се даде да се облече во што? Како вели вашиот превод? Ајде ме интересира. Што пише во вашата Библија? Што пише во твојата Библија? 8 стих. На невестата и се даде да се облече во што? Светло и чисто ленено платно, или тука вели православниот превод чист и светол висон, а тоа е праведноста на светиите. И ми рече, напиши, блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. И уште ми рече, ова се вистински Божји зборови. Кој е блажен? Блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. Дали ова се однесува до тебе? Дали сте вие поканети, дали сте примиле покана за свадбената вечера на јагнето? Дали сте вие поканети? Сте или не сте? Ако сте, ако го чувствувате тоа, ако верувате во тоа, тогаш сте блажени. И видите, оваа визија, уште пред да ја види инвазијата на небесните војски, само од почетокот на главата до тука, толку го восхитила апостол Јован, што во овој момент се вели, и паднав пред нозите негови да му се поклонам, но тој ми рече, стој, и јас сум слуга, како и ти и браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. На Бога поклони му се, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. Браќа и сестри, на која страна ќе бидеме? На, како што ги нарече Морис Бери, обединетите пагански нации, со нивните земски војски, управувани од надприродните паднати ангели, новиот светски поредок, диктатурата на Антихристот, колку и да изгледа страшно и опасно, а ќе биде и ќе изгледа, но тоа ли ќе треба да не плаши? Или на страната на царот на царевите и господарот на господарите, против кого овие ќе се обединат, и небесните војски. Кој ќе победи во таа битка? Излишно е и да се постави прашање. Која е победничката страна во таа битка? И често пати, како што велев и сега ќе кажам, бугарите во 2 светски војни однапред ја избра
погрешната страна, губитничката страна. Но, да кажеме и добар збор за нив, однапред не знаеја која страна ќе победи. Точно. Ние знаеме која е победничката страна. Што е тоа што може да не натера да ја избереме погрешната страна, кога однапред све знаеме? Нашата невера, греф, себичност, сето она што значи немање или недостиг на вера. Браќи и сестри, ако даде Господ живот и здравие, за 2 саботи, значи после дојчен, ќе зборувам за најголемото чудо што Господ го направил во животот и службата на Исус Навин. И која вера било тоа, за да тој побара и се случи тоа чудо. Која беше тоа чудо? Најголемото астрономско чудо што воопшто се случило во историјата на овој свет, заедно со она во времето на царот Езекија. Сега немаме време да продолжиме на таа тема, но ако даде Господ живот и здравие, за 2 саботи, а тоа е нешто многу далеку, затоа што јас одвај чекам да дојде четврток. И нашиот драг брат Дојчен Живадиновиќ со неговите теми за откровението. Најавено е дека ќе не посетат 20 души од Кюстендилската црква во сабота предпладне, ако даде Господ живот и здравие. Но немате да се исплашите од гужва, значи само побрзајте на време да фатите места. Нека му и фала и слава на Господа. Амин.